Република Северна Македонија и по Илинденска дојде наред ново решение. Го ставам во наводници затоа што се поставува прашањето дали ова ново решение кое што се кажува како веќе да е на почетокот на крајот на приказната која што имаме повеќе од 2 декади со Република Грција, впрочем, ќе го доживее утрешниот ден или вечерва, затоа што Република Илинденска Македонија како предлог кој што беше поприлично стигнат до степенот дека е прифатен и дека можеби ќе биде тоа решението, не доживеа 2 дена. Дали можеби ова е она што ќе биде име на државата, или пак ќе чекаме на трета среќа, што би се рекло. Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Не дека пратениците во собранието на Република Македонија останаа рамнодушни на целата оваа приказна околу името. Тие се скараа да погледнеме како и зошто. За разлика од вас, колега Крсто, името преку телефон го договаравте. Слушнавме од бомбите, мислам, непринципиелно е сега да вадам телефон и да ви ги пуштам снимките што кажувавте. Колега, да го почитуваме кодексот, ве молам, вчера го донесам. Колега, во дискутирањето стварно ми делувате дека проблем ви е што имаме напредок во државата. Проблем е за вас што ние како држава успеваме во НАТО и ЕУ интегративниот процес. Проблемот вика со ЕУ и со НАТО, како го надминувате со транспарентноста? Што ние чувме од она што договорил господинот Заев? Што чу председателот на Република Македонија? Коцијас вчера ни кажа што договорил. Ако не прочитете, пишува таму што договорил. Политичка криза, велите. Политичка криза кој создаде, господине Костадинов? Јас? Дали јас? Или 3 години некој фарбаше овде правеше што правеше? Знаете какви се тајни преговори? Тајни преговори се Антонио Милошевски, Сашо Мјалков и Никола Груевски на мобилен телефон. Да биде северна, горна, долна во заграда, затвори заграда, отвори заграда. Тоа се тајни преговори. Ама тоа се тајни преговори. Ама сега лидерот на опозицијата беше 2 пати на лидерска средба каде што му беше, ама сега не дофрлете, зошто дофрлате? Зошто дофрлате? Каде што му беа покажувани и документи и се што е преговарано беше изнесено пред Македонија. И немојте да кажувате кој преговарал за името, дали преговарал по мобилен, дали Заев преговара по фиксен, некоја специјална линија, небитно, колешке. Битно е дека Заев ќе го продаде името на оваа република. И тоа е темата за која што разговараме во денешното издание. Република Северна Македонија или Republic of North Macedonia на англиски јазик е името за севкупна употреба кое наводно го договориле премиерите на двете држави, пишуваат грчките медиуми предпладнево. Атинскиот весник Ефемерида и Радиото 24/7 објавуваат детали од договорот кој меѓу другото предвидува и измена на македонскиот устав. Двете клучни прашања за македонската страна во преговорите, употребата на придавките македонски пред државјанството и јазикот се задржува и гарантира. Од македонскиот устав ќе треба да се избрише членот кој предвидува грижа за македонското малцинство надвор од границите на државата. Дали веќе имаме некој на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Од Скопје. Поздрав. Ги поздравувам сите во студиото. И во Повелете. однос на темата ќе кажам дека никој не може да се однесува без разлика колку е на власт, како да му е ова татково имање. Кој како ќе му текне, ништо не го прашуваат овој народ, си постапуваат онака како што ним им е згодно или за кое што претходно земале пари, па сега треба, уште за времето на Бранко Црвенковски, тој ја почна сета ова рашомонијада, и тој сега ни лук јал, ни лук мирислал, си гледа од страна, а овие, како што кажав, странциве, челични опинци скинаа додека не го ставија повторно на власт СДСМ за да ја завршат домашната работа од тогаш. Никој во Македонија не смее да преговара ако има и малку етика, морал и достоинство за промена на име, што не се ги променат они имињата, а не да бараат од нас. Никој не им дал мандат за тоа да го прават.
Апсолутно сум ни точка, ни запирка, ни северна, ни источна, ни западна, ни лева, ни десна. Апсолутно ништо. Престанок на преговорите, прекин, за секогаш, и кој сака нека не прими, кој не. А ова Европската Унија постои само на хартија. Исто така и НАТО е најтерористичката организација во светот. Цел свет го растури. И апсолутно не сум ни за во едното, ни за во другото, а тоа што ги подлажуваат као нема да има иселување. Да, истече времето, баш ми е жал, одиме со следното јавување, дали имаме некој на линија, поверете? Добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Поздрав од Љупчо од Струга. Поздрав до вас до Струга, повелете. Ами, не знам што да кажам веќе, после ова што кажа предходничкава. Ме збуна, поштено да кажам, ме збуна многу. Абе, не можам да сватам како може некој да зборува така, а знае дека од решавањето на прашањето со името со соседот Грција зависи и нината на ова држава. То не ми е јасно како може да во ова држава живеат такви граѓани на кои не им е јасно дека и нината на ова држава зависи од тоа. Тоа не ми е јасно. И јас го поздравувам премиерот Заев. Ја поздравувам владата на Република Македонија. Ги поздравувам напорите што ги прават. И решенијата кои ги нудат како да се реши проблемот, 27 годишен проблем со Република Грција. Не од вчера, не од зачера. 27 години. Ако и натаму останиме закопани во оваа кал во која се наоѓаме 27 години, од Македонија не ќе остани ни буквата М. Не она Македонија не знам каква античка и не знам која, абе ништо нема да остани, да се развериме. Абе сватите луѓе дека и нината на Република Македонија е во Европа, во НАТО, не во зашмаеноста на собствената кал. Поздрав се. Да, благодарам за јавувањето, поздрав и до вас Љупчо, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Огњан, прв пат се јавам во емисијата. Мило ми е, повелете. Темата ми е друга, не е ова што. Ало? Да, ве слушам, зборувајте. Да, темата ми е друга, нешто сакам, ми се случи нешто, па би сакал да го споделам со гледачите. Може? Вака. Син ми живее во Скопје, беше на посета кај мене во Криволок, со внук ми од 3 години. Го испраќам на железничка станица во Криволок и можете сите да си замислите како ги носеле евреите во Аушвиц и така натаму. Иде возот од Гевгелија и можете да замислите само еден вагон. Во вагонот луѓето беа походници, 3 годишно дете го качив заедно со син ми во вагонот и една реа невидена. Искрено да ти кажам, Огњан, кога го оставив детето внатре, се враќам назад и ми потекоа солзи, како може во 21 век и претендираме во Европа некој да потпише налог да се пушти само еден вагон од Гевгелија до Скопје. Тоа беше страотно, да ви кажам, и сега се тресам, толку ми беше мака за малиот, не знаев што да направам. Ова не е прв пат. Ова се случи и пред месец и пол. Внук ми спиел во ходникот на ранецот од син ми. Кондукторот минува и го сместува во купето таму. Реакцијата не би сакал да
Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Многу ми е жал за случката која што ја имал вашиот внук со синот. За жал истовремено и знам како им било ним, особено не вам, како чувство, туку ним како случка, затоа што 16 години така се возев по македонските возови, меѓу Прилеп и Скопје, баш на истиот начин, со тоа што некогаш беше добро доколку влезам до купејата, а некогаш влегувате од влезната врата на возот по скаличките и тука останувате. И што замислете кога имаше паметни македонци кои што палеа цигари, например во ходниците, на таа гужва. Сеедно, да се вратиме на темата, бидејќи прв пат рековте дека се јавувате и ве видов дека сте вознемирен, затоа ве оставив да зборувате дополнително, но одиме со темата за која што денеска ни е зададена. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, и се извинувам што го остави претходниот гледач да зборува на друга тема. Нема проблем, и јас се согласувам со тебе, Огнен, така требаше. Повелете. Нека чуе цела македонска јавност каква железница имаме. Сега за темата. Ајде. Секој човек кој трезвено размислува, се слагам со претходникот дека ние мораме тогаш да го решиме овој проблем. Иначе за нас во Македонија нема перспектива никаква. Се слагам и со тоа што вели дека ни М нема да остане од Македонија. Решението е на повидок. Мислам дека денеска и официјално нашиот премиер ќе извести јавноста за договорот. Со тоа се отвараат сите врати. Сите врати во светот, луѓе. Па како може да мислат дека името продадено? Како продадено име? Нели има Република Македонија? Па мора одредница да биде, бидејќи има 3 Македонии. Ние сме во средина, а на север од Република Грција. Мораме да го решиме тоа. Мислам дека постои голема љубомора од страна на челниците на ВМРО, зошто баш сега, кога е СДСМ на власт, да се реши името. Па тие нека бидат љубоморни колко сакаат, но на народот дека му биде добро. Веднаш да се запре иселувањето на нашите кадри, да ги наречам, од секој домен. Така истече времето, баш ми е жал, одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Најпрво, ако е воа вистина, честитки до честни македонци, кои сакаат да живеат во оваа Македонија и кои си ја сакаат државата. Честитки до владата што се вложија во се, да не кажам не запоставија нас граѓаните, само да решат оваа ситуација што трае више 27-8 години. Свесни владата дека без тоа решение не можеме да одиме напред, не можеме да има мирнина ни ние, ни нашите поколенија, така да уште еднаш голема лично од мене како граѓанин на Република Македонија, на Република Северна Македонија, како граѓанин им се заблагодарувам за цело нивно вложување во оваа ситуација. Само едно сакам да кажам, нема да одземам време, ќе сакам и други да се јават. Не знам колку украле овие арамииве што се плашат од Европа и НАТО. Значи, сите честни граѓани да знаете, ќе се решат овие проблеми, ќе завладе правна држава. Сите овие што крадеа 11 години, сите ќе одговараат пред правдата. Сите ќе им се одземе тоа што го украле. И за тоа така реагираат они. Честните граѓани го доживуваат ова како ја, како славје, како веселба. Да не кажам како 45 август, 2 август, како го направи. Значи, така да треба да се радуеме, а не да кукаме, да плачеме, ја не знам, за уште има такви подли луѓе. Не бил ВМРО, бил СДСМ. Ако си сакаш државата, не е битно кој. Еве, јас сум социјал-демократ, па викам кој да било, само да го решат проблемот. Ви благодарам многу, пријатно и убав ден имајте. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, и вам ви посакувам убав ден. Да видиме што се пишува на Facebook. Татјана пишува, вели, ако ова решение е крајно, добро е и треба да го прифатиме и да се мрдниме од место. Некако така, немојте да се мрднувате. Може да се поместиме малку. Кочничари, сеирџи и контраши ке има, храбар е еден, а тоа е Зоран Заев и тимот околу него да ги поддржиме, завршува Татјана.
Дејан пак ни пишува, вели: здраво Огнен, категорично не за промена на името, особено не за додавка помеѓу Република и Македонија. За идентитет, устав или откажување од македонското малцинство не ни сакам да спомнувам, грците нема да се откажат од суспензивното вето или од нивните нереални барања, поздрав. Додека пак Сашо С ни пишува и вели: како тоа ни М нема да остане од Македонија. Од кога и зошто тоа мора да се случи? Ако е така, тогаш сите досегашни премиери треба да одат во затвор, затоа што за толку лесно прашање не успеале да најдат решение. Поздрав и до вас, Сашо, и од име со стеното јавување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Илинденска, горна, долна, попреку, подолу, нагоре, надолу, но што личи. Так. Имаме ли руководство да застани? Па сега во Уставот ќе се мешаме. Ако јас се прашувам, во Уставот може да го смениме. Ама на кој начин? Прво ќе отидеме во Грција, ќе ги повикаме, сега, вие ќе го смените Уставот на следен начин. Дека Македонија 1911 на тој датум е поделивте Македонија. Дека македонците 46-7-8 ги претеравте, ги претепа се во Уставот стои кај нив. Кој ќе го направат сето тоа и кој ќе го признаат македонскиот народ таму, тогаш да дојдат кај нас па да речат: ајде сега вие што можете да смените. Тоа е заеднички разговор и заеднички теми и заедничко водење на државите, а не секој ден нас само ни стават по нешто, само ни додават, наши во друга страна се тапкат и си чутат, па сега во Уставот дури да се смени да не водиме крижа за малцинствата покрај во Грција, не мора и во другите држави. А тоа кажуваат дека тие имало македонци таму. Зошто? Што се плашат? Нема македонски таму и готово. Што се плашат за тоа? Така да, по мене да се прекинат преговорите. Многу пати сум кажал и пак и сега ќе го кажам. Да се прекинат преговорите. Грците, ја контактирам, во паника се таму. Самите кажуваат: вика Македонија полека цел свет ја призна, што правиме ние. Грци обично, односно македонци, тие ви кажуваат: овие наши ја спијат. Не треба да спијаме. Грци не многу по перфидно е водат политиката од позади. Ние одиме напред, ама тие друго не мислат. Така да треба малце. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Сашо Р ни пишува на Facebook, вели: здраво Огнен, се надевам искрено дека ќе се заврши работата со името како што треба и тоа уште вечерва. Конечно да ќе добиеме влез во НАТО и преговори со Европската Унија, ама ова можат да го разберат сепак помладите, бидејќи тие се умствено поотворени кон светот. А инаку кога ќе имам 90 години, можеби и јас ќе бидам патриот за 200 денари покачување на мојата пензија, притоа слушајки се секој ден со моите деца и внуци од странство. Не би сакал да е така и се надевам дека нема да е така. Те поздравувам, завршува Сашо Р. Лилјана пак пишува, ни вели: само момент, Огнен, мора да се случи нешто. Многу страдавме и очекувам да се придвижиме напред. Почит момче. Почити до вас, Лилјана. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Поздрав до ТВ24, а за тебе најубав и најлепши дечко у ТВ24 Огнен. Добро. Поздрав од мене Сонја и многу си убав на Facebook на роденденот на Нора, морам да те пофалам. Благодарам. Така, сега вака во врска со темата по Илинденска наред дојде Република Северна. Так. Малку си се вратам назад. Ајде. Екс-премиерот Никола Груевски во тајни преговори кога беше, он ни прифати Северна Македонија, меѓутоа наш Грујо не му одговараше Европска Унија, бидејќи имаше контрола на парите. И затоа тоа се одговлекуваше. Ќе бидам многу кратка, го поздравувам премиерот Зоран Заев, херој, гордост македонска, кој толку напор вложи да не внесе во европското семејство и во НАТО. А ова гледам претходните гледачи кои што се јавуваат и го критикуваат Зоран Заев, тоа само од завид, што му завидуваат на премиерот, кој што стварно неуморно 24/7 работи. И единствен човек кој што не приближува до Европска Унија и НАТО, и мене уопште не ми смета дека е Република Северна Македонија. Идентитетот е македонски, јазикот е македонски, а тоа што си прават рекла казала устав ќе се менува, тоа нема врска. Поздрав уште еднаш до премиерот Зоран Заев доколку гледа и поздрав до цела влада на Република Македонија. И само напред Зоки и ништо друго. Поздрав до вас.
Поздрав, благодарам за јавувањето. Се слушаме во следна можност. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, повелете. Во врска со темата, во секој случај... Да, ве слушам, зборувајте. Ало? Ве слушам, зборувајте. Во врска со темата, во секој случај, Северна Македонија е подобро од Бајрама. И тоа е, да. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, ви посакувам убав ден. Видан на Фейсбук ни пишува, вели, како и секогаш во историјата, кога најмногу ни е потребно, Македонија повторно изнедри вистински добронамерен човек, кој е целосно посветен, сигурен и со голема верба и позитивен пристап кон животот, работата и функцијата. Лидер кој сака, знае и умее одговорно, совесно и правилно со огромна поддршка на народот, безусловно и несебично, заедно со својот тим, успешно да го даде својот допринос во решавањето на проблемот со името, како и за се друго што е испревртено наопаку во оваа наша држава. Царска храброст, мудра одлука, златен предлог померак на сите граѓани на Република Македонија. Имаме добра, можеби и неповторлива шанса да ги отвориме портите на можностите за подобар живот на целата нација, а со тоа да ги доведеме во ред потребните вредности и принципи за да имаме граѓанска, праведна, слободна и демократска општествена заедница. Сите заедно да ја поставиме основата за изградба на подобра иднина без корупција, терор и диктатура, општество исполнето со човечност, почитување, меѓусебно сознавање, соработка и разбирање, завршува Видан на Фейсбук. Поздрав и до вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Навистина да не беше ова работа. Веќе бев него ќорсокак и навистина беше во прашање она од Македонија. Еднаш куртуливме со покојниот Тито, со следбениците на ВМ. Значи, немаше никош ни да имаме некакви вакви шанси. Ке бевме Б, некоја република на Б, или покрајна на Б. Така да, треба луѓето малце да размислуват околу ова работа. Сепак е напредок. Мислам дека е ова добро за македонскиот народ. Ќе останеме македонци без разлика, што ќе бидеме Северна Македонија, ќе живееме во Северна Македонија. Меѓутоа, ние сме тие, значи ќе бидеме тоа што сме и нема што да се плашиме за ништо, за понатаму. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? На крајот сме режија. Таман се замуабетивме. Илија на Фейсбук ни пиша, вели... Илија. 50% од написите на фирмите, дуќани, кафулиња, агенции и друго напишани се на латиница и тоа со години наназад и никој не реагира. Каде се патриотите, сите овие години не се почитуваат законите, се гази јазикот, но сепак не исчезна нашиот убав јазик. Многу од овие луѓе сега панично се јавуваат во емисиите кажувајќи дека ќе го изгубиме јазикот и идентитетот. Никој ништо не може да ни земе ако ние не сакаме. Додавката ништо не менува. За 2-3 години сите во Европа кога ќе ја спомнуваат нашата држава ќе ја ославуваат само со Македонија. Да се донесе нов закон за заштита на јазикот и да се пропишат големи казни за непочитување може. Инаку ако не гледаме што ќе се случува во иднината, ако не сме со некого, тогаш ќе не нема. Тој што ќе го согледа тоа, ќе го славиме во иднина, заврши тој. И Сашора на крајот само напиша, вели, ќе те замолам ако некој може да каже за колку пари е продадено името. Смешно во најмала рака, завршува Сашора во писанието. И уште еден коментар режија и завршуваме. Јорго вели и терминот Република Северна Македонија за прв пат како можно решение беше изјавено од ВМРО со Љупчо Ѓоргиевски. За жал таа изјава ја уништи една демократска телевизија А1. Се надевам дека денес ќе биде и поинаку, завршува Јорго. Поздрав до вас, Јорго, поздрав до сите оние кои што ни пишуваа во текот на денешното издание на емисијата и ни коментираа. И се гледаме повторно во утрешното издание. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот со деталите. Пријатно.